слушам онаа несреќена Никола Димитров, како вели дека џабе сме го смениле името на државава, од и онака немало да сме влезеле во Европската Унија. Ало! О, Гојдо! Ќукш! Па ти требаше да мислиш на тоа, да направиш анализа, да пресметаш добри и слаби страни, да видиш како ви се однесувале низ историјата тие со кои што преговаравте, именувавте име, па тогаш да донесете одлука. Нели си дипломат, мајката? Како велеше татко ти? Раката да му се исуши на тој што ќе потпише. Така велеше. Ама ти потпиша. И наместо да се спротиставиш комаш на оној Муртинецон, без мозок, ти ја шитна државата за стипендија на ќерка ти. Наместо ко градско дете интелектуалец да не го слушаш црпнатиот предавник од Муртино, туку да го разоткриеш, ти удри по својата држава со него. И сега се посипуеш со пепел, продаш басми, а него го заболе Стојко. Тој кога заспија наместо ко секој културен селјак да брои овци, он брои евра. И тоа во 3 тури. Една за него, една за Вицто, една за црквата. И сега немало да не примат во Европа, велиш. Аве, токмак, секаде ќе не примеа да се спротивставевте. Во НАТО беше одлучено да не примат заради Русија. Ни име, ни презиме немаше да бараат стиснати до зид. Ама си викаат, абе, кога имаме работа со будали, нека и го подудлаат малку на Грција, ке имаме зазимање од неа после. А кој сака бе на светов понижен квислинг по 100 пат, ви кажувам? Никој бе не сака квислинзи, бе, квислинзите ги презираат. Секој ги почитува луѓето од збор, на место, а не дундите кои викаат, море да ја свиткаме кичмата, знаете, да даде Господ да ви остане така свиткана, како ченгели да бидете во кичмата. А ќе дае, Боже бава, ама не забрава. Секој ќе си го добие заслуженото. Знаете, карма и за бич. И тоа бич Божи. Не може бе да правите проклети работи, да ставате луѓе по затвори, да правите гнасоти, да осудувате шофери наместо газди и се да ви помине лесно. Шо ме боле куро, ја не сум верник, не се плашам од Господ. Па кој рече дека Господ треба да враќа, бе? Не е убаво, тоа е работа на кармата. А карма ти е сосема нешто друго. Карма ти е баланс. Мора да има баланс. Не може бе да полните негативна предавничка енергија и да сакате да ви биде добро. Тоа ви е како клозет во кој фрлате тони хартија, бинди, влошки, коса и се што. Значи домашниот тоалет си го поганите и на крај тој ви се враќа. Се излива шолјата полна со фекалии низ целиот стан. Пливате во гомна, се давите во гомна, јадете гомна, спиете на гомна и после пцуете. Па нема пцуење, бе, шутраци, кога лајната се излеале да направат баланс. Баланс лајна, онако јогуртон исто. Така, и сега до гуша сте во лајна. Пливате во лајна. Се што фативте, залајнивте, заговнивте. Не може веќе нормален човек да набројува се што не заговнивте. Се украдовте, луѓе испогинаа, хаос, се што фативте претворите во криминал, во смрт, во беда и јад. И меѓу вас, од најнискиот полтрон до највисокиот функционер, нема ниеден со доблест да каже, јебига, погрешивме, се упропастивме, извинете, си одиме, одма ќе одговараме, ќе лежиме затвор. Немате доблест, се надевате пак на наредните избори во некое чудо. Во Дуј. Божијата рака на Дуј, Аллаховата рака на Дуј. Кој Марадона со она, Божијата рака, кој им го даде, кој им го брцна на британците 86-та на светско у Мексико. Така вие од Дуј се надевате. Дека со рака ќе ви дае гол и вие ќе останете на власт. Типично за кукавици. Но не сте сите такви. Го гледам пред некој ден Максим Димитриевски и вели раката да ми се исуши за некои работи што ги гласав и потпишав. Тоа е, морам да признам, прилично машко покајување.
Човекот комплетно го сврта листот, се спротивстави на довчерашните другари гледајќи што прават. Секој има право да се покае доколку покајувањето е на време и да придонесе лајната да отпловат во канализацијата. Овие де што прелеа. Не мислев буквално, таман работа, повеќе символично. Како викаат србите, пусти воду да говна оду. И за крај да ви раскажам еден виц кој деновиве се врти во градов. Оби Џуко, покрај разните катастрофи и криминали што ги направи во МВР, издаде и 200 македонски пасоши за најголемите светски криминалци, па после ги обвини обичните службеници дека тоа го направиле без негово знаење. Па некои од тие службеници завршија во ПРДК-на. Шие му го џура. Па сега сите тие 200 криминалци побарале од МВР групно да дојдат да се сликаат за новите пасоши по вонредна постапка. Ке си плателе по 100 евра, кога веќе пред тоа платиле дебело. Сега се чека МВР да им излезе во пресрет на овие наши гастарбајтери кои го шират добриот глас за Македонија насекаде по светот. Северна и се е можно. Инаку, моментално на HBO оди серијата Вистински детектив, трета сезона со Џоди Фостер. Под насловот на третата сезона е Ноќна земја. Студено, ладно, снег, загадена вода, рудници, корумпираност, алкохол, криминал, убиства, депресија и хаос, ремек, дело. Режисер Зоран Заев. Пардон. Не, Зоран Заев е режисер у една друга таква исто мрачна серија. Северна земја се вика таа. На мајка ви Северната. Пред некој ден гледам еден клип сниман во Приштина, во кој се интервјуираат албанци за тоа што би направиле доколку на власт дојде Доналд Трамп и ја затвори американската база Бонстил во Косово. Некој ќе рече тоа не е возможно. А ја ќе речам, погледнете го Афганистан и што се случи таму. Се повлекоа за 10 дена од земјата во која 20 fucking години се бореа против талибанците и светскиот тероризам, оставајќи им ја целата земја повторно на истите талибанци со половина донесена опрема која е една стотинка од тоа што го има на Косово. Дали е можно американското напуштање на Косово е прашањето? Па кажете ми вие. Албанците кои живеат на Косово и млади и стари мислат дека е возможно. И тоа сите што се појавија пред камера кажаа така, дека е возможно. И дали имаат решение за себе во тој случај, се отвара второ прашање, велат дека имаат. Сите интервјуирани албанци рекоа дека доколку Трамп ја затвори Бонстил, дека ќе си ги соберат парталите и фамилиите и ќе заминат од Косово заедно со американската војска. Дека немаат намера да ја чекаат српската војска ниту еден миг. А јас искрено, гледајќи ги како се силни и јаки, гледајќи го оној Курти, како се заканува кај ќе стигне, мислев дека барем ќе си ја бранат државата. Ама времето на војни изгледа е резервирано само за јаките и добрите вазали. Сите други сме колатерална штета. А и што да се борат кога имаат матична држава? Ама и тие да ти биле ко нас, само на бегање ги терало. Сега ми фалеше делот од клипот Каде ќе бегаат. Ако се знае дека најблиската локација за бегање на американците е најблиската земја членка на НАТО, ај погодете која е таа земја од 3 пати. Веројатно со нив ќе дојдат и албанците во таа земја од НАТО која погодувате која е, кои не сакаат блиски средби од трет вид со србите. И така приказнава гледано од сегашната перспектива изгледа како издржи Вучичу додека да победи Трамп, а обично првиот подпис што го става председателот е за повлекување од некаде. Да ве подсетам, првиот подпис на Бајден беше за повлекување од Афганистан. Чудни се тоа некои коинциденции во принцип. Исто така многу се чудни коинциденциите дека во Скопје има голема побарувачка на станови, кои се купуваат, а во нив никој не живее. Веројатно со нив ќе дојдат и албанците кои, ако се земе предвид дека околу 200.000 граѓани имаат по 3 пасоши, косовски, албански и северно-македонски, да предпоставиме според тоа кој ќе живее во новите згради во Струга, Кичево, Гостивар, Тетово, Чајрис, Гетмол, па и Карпош не е за фрлање. Еве сега Пуцко ќе го направи фамозниот алумина простор. Факт, затоа што нашите луѓе не купуваат
Младите и македонците и албанците избегаа на запад. Германија полна, Лондон полн, Малта, Швейцарија, Австрија фул, Италија, Чешка, Белгија, Холандија, некој ќе рече, сашо, тоа е теорија на заговор. Да, теорија на заговор. И се докаже дека заговорите се 100% вистина. Како беше теорија на заговор кулите близначки, нападот во Афганистан, внесувањето демократија во Кабул и на крај чао море. Ми одосмо, еве другарчиња во Талибан ке се уселат, они се ќе водат држава. Така исто и со коронава што ја фативме од јадење лилјаци. Па сега ни се случува и тоа што не веруевме дека ќе ни се случи. Па кој тоа ќе го смени името? Нели така се викаше? Па нели некој овој Пендаровски се колнече, вика, која е таа будала, вика, што ќе смени името. Па маме ни еба после. Ако имаш доволно предавници, не постои ни една теорија на заговор што не можеш да оствариш. Исто е и теоријава на заговор дека за да влезе Србија во НАТО треба да си го врати Косово и да се одрече од Русија. Потоа дека Македонија е само територија за раскусурување и за нивелирање на граници и дека Украина мора да се подскрати малку, да се отфикари за да обстане. Ама само како житница за храна со контролиран режим од Вашингтон. А потоа ќе мора да ги враќа едно 150-500 илјада години парите од Европа и САД во жито и храна. Односно, лево ќе биде НАТО, десно ќе биде БРИКС и Русија. Нема да има дупки и островчиња. Ете, тоа е таа теорија на заговор која ја издаде само едно клипче снимено на пазар во Приштина. Кој сака нека верува, кој сака нека се прави наудрен. Наудрените обично прво ги удираат, затоа што е полесно, не се внимателни, гледаат на страна, тргаат поглед, зихераши, лешпери. А ние ќе бидеме спремни, Бога ми, ќе изградиме уште некој стан за тоа време. Одлична стратегија, битно да им ги земеш парите. Они во никој случај, тоест они во секој случај ќе ти ја земат државата. Ти парите, они државата. Хај јеби га. Теорија на заговор. Да ве опитам една народна загадка, може ли? Не ли ова шоу го правиме за обичниот народ, па редно е со него да помабетиме малку, нели? Загадката оди од прилика вака. Гатанка, значи. Ога него гори, куршум него бие, сабља него сече. Што е тоа? Што е тоа? Хајде да видам дали сте интелигентни, дали имате IQ ко Талат Ајнштајн. Не само да ви јадат гураби како сте имале коефициент на интелигенција како собна температура. Ајде бе, мислете малку, мислете. Што е тоа? Куршум него бие, сабја него сече, оган него гори. Ајбе? Да чуем? Како? Кој рече таравари? Можда сте глупи, ама смисол за хумор имате, за чиста десетка. Таравари, оган него гори, куршум него бие, сабља него сече. Бе, сладко ме изнасмеавте. Македонецот секојаш има чувство комедијата да ја поврзе со политика, откако политиката животот му го направила комедија или трагедија, исто ви е. Просто ми се плаче кога ќе видам колку е смешно или глупо. Таравари, бе! Кај ви текна да сивете векот, што би рекле прилепчани, бе. Не, бе, таравари, бе. Иако има врска тоа со куршумите, нели му пратија еден куршум како честитка за 2 февруари, му го оставиле тама пред врата и тоа од негов близок. Убаво се вика, ако не ти го задене близок, нема кој да ти го задене. Има логика близок да ти го задене. Па бидејќи е блиску, нели, од блиску може да ти го задене, не може да ти го задене ако е на километар од тебе. Од блиску ти го става, ти го заденуе. Таман работа некој тамо од Зубовце да ти го задене. Ема некој тука од Джепчиште може да ти го задене, од Липково да ти го задене, од Тетово да ти го задене, од Гостивар тука што ти е комшија да ти го задене. Има 170 километри пат унајава и уште да ти го бапне од Охрид. Не може од Охрид да ти го бапне. Затоа на таравари близок му го бапнал. Куршумот пред врата, мислам. Така барем вели македонската способна полиција. Туку таравари, нека почека малку да видиме што е тоа
оган што не го гори, куршум што не го бие, сабја што не го сече, а? Па лед бе, мраз, замрзната вода, вода во трета агрегатна состојба, нит можеш да ја запалиш, нит можеш да ја продупчиш, нит да ја исечеш, ама буквално бе, нели? Сега да се вратиме на Тараварчо наш, големаш, кметот на Гостивар. Некој му го бапнал куршумот пред врата, што по сите мафијашки символики значи дека некој му се заканува со ликвидација. Тоа е така. Така е барем во мафијашките филмови. Или те ставаат куршум пред врата, или исечена коњска глава у брачен кревет. Али тој не е прв случај. Па сега ја прашувам. И се прашувам, како така мафијашко понашање кога во Македонија нема мафија? Од каде би им текне вакви мафијашки символи, а во Македонија нема мафија? Како вели онаа поговорка, на секоја држава си има своја мафија, само во Македонија мафијата си има држава. Тука има нешто. Ама тоа било европски, така било во Европска унија. Ако некој ти мрчи, ти закачи му го. Мислам, куршумот пред врата. Па ти вие само па сега, ако кажам, закачи го, задени го, забуди го, само на секс мислите. Ама во Европа изборите се обично мирни. А кај нас, бога ми, за наредниве избори има најава по ова чаршијава, нали, дека овие избори ќе бидат касапана, крв до колена. Дека ќе има и кур до колена. Едниве што нема да сакаат да си одат на власт, ќе им ебат мама, на другиве што сакаат да дојдат на власт. Ама и овие што сакаат да дојдат на власт не се глупи, па ќе се ги викне другарчињата од Козоебинава сите да дојдат тука, што троа на гласање, што за полнење кутии, не пиперки, што за учество во непријатни активности по својот противник. Дури ме фаќа носталгија по некои минати изборни циклуси пред 20 на години, кога за секој избор имаше по неколку жртви, нели, курбан што да така. Буквално го дадоа животот за развој на демократијата во Македонија, која за жал дојде, ни влезе по американски онака, здраво ни влезе, и се фузираше со нашиот прекрасен менталитет, зачинет со менталитетот на косоварите и од Албанија, со цел за поуспешно креирање на идниот парламент и председател у своја корист. А кога се вели своја корист, тоа е, нали, беззаконие. Баш и бозу, корупција, мито, тендери, двојазичност со тенденција да биде еднојазичност, криминал, кражба и по некоја изворна песна испеана во кабинетот на Груби. Или може да се каже спортскиот музички центар Голема Албанија, креиран во центарот на градот, каде што можете да добиете проект или работа ако сте само албанец. За да остане тој систем во функција, Таравари го доби куршумот за подарок. Не дека е он некоја цвечка за мирисење, далеку од тоа, и он прди во исто бури со дуи, ама ќе го третираме како млада невеста, се уште неопалена. На целиот метак у петак, Таравари остана мртов ладен ко коцка мраз, што уште еден доказ дека старите поговорки функционираат. Значи, не се уплаши ниту од оган, ниту од куршум, ниту од сабја, им одговори на душманите. Промените започна и никој ништо не може да ги врати. Пуцајте, ја још увек држим час. Леле, се заебав, тоа беше од една друга песна, многу поголема и похеројска за вистински херои, а Таравари само се обиде да глуми херои. На истите оние со кои до вчера заедно мезеше суџуку влада и пееше патриотски песни за Косово и Билбилјот. Затоа, друже Таравари, немој нас со тие куршуми, немој бе. Сме гледале многу филмови со мафијата и државата, кај што се да различни страни, за разлика од оваа вашава, тоест нашава. И ако сакаш часови по глума, слободен сум у секој петок од 12 до 3. Шо у 3, бе? Си знаеш ти. Пардон, ве молам,
Со песнава неќам памет да ви солам. Наместо својот народ го одбравте Брисел и ке го јадете за брзо немиени кисел. Не е заебанција, не е шала, таче е нивната дворска будала. Наталат Ајнштајн и груби Тесла, по 3 пати на ден им цица весла. Станавте политички мрши, нормално тогаш секој на фаца ке ви сврши. Бугарија и Грција во скуп ве седна, да ве прца и да ве клеца и јако ве ебна. На сотони станавте миндер кокони, на пролет во есен, лете и зиме, им шипнате минато сегашност, македонско име. Место учебници на деца делите лубриканти, кога родители се бунат за вас тропаат канти. Кажавте не на дениција и традиција, учите деца на екзактна педериција. Да не тупам, него 8 мај, на вашиот курварлук и петерлук му се гледа